Телевизија Кочани дознава дека деновиве жителите од населбата Драчевик, особено тие што гравитираат околу популарната социјална зграда, потпишувале петиција за да се организираат протести против изградбата на третата зграда за колективно домување наменета за лица и семејства од социјален ризик, зад која веќе стојат над 160 потписници. Причината е што во тие и такви објекти се вселуваат и лица кои се познати како проблематични и им го нарушуваат јавниот ред и мир на граѓаните. Впрочем, искуствата на драчевчани со поедини станари од веќе изградената и вселена зграда, уништувањето на опремата на детското игралиште до самата зграда, зголемениот број на кражби и слично, и нивните реакции на социјалните мрежи и кај органите на власта, се нивните аргументи за противењето на изградбата на еден таков стамбен објект кој се реализира со државни пари. Проблемите на населението во населбата Драчевик започнаа со вселувањето на станарите во ламела број 2, затоа што со нивното вселување се наруши едноставно мирот и тишината која што ја имаше населбата, која што беше едноставно прогласена како најтивка населба и најубава населба во градот. Конкретните проблеми настанаа со тоа што постојано од ламела број 2 неколку семејства, значи да не ги спомнувам сите, неколку семејства постојано пуштаат гласна музика, од становите се излегува и се употребуваат највулгарни зборови кои што ги слушаат нашите малолетни деца, а посебно можам да нагласам уништувањето на инвестираниот детски парк, кој што ние населението од жителите од Драчевик моравме да го чуваме за да остане сега ваков. Во понеделник 10 мај, за кога е закажан протестот, жителите очекуваат одговор на надлежните на нивните барања, враќање на редот и поредокот во населбата, поквалитетно водоснабдување, особено преку лето, стоп за уништувањето на зелениот појас над населбата, подобрување на јавната чистота, спречување на дивењето на нерегистрирани возила, спречување на кражбите. Дека во Кочани во тој сегмент се случуваат работи кои ги загрижуваат граѓаните, бидејќи знаат да излезат од контрола, зборуваат и тензичните состојби во и околу Трајаново Трло, кои се случуваа во изминатите месец-два и кои завршија со интервенција на полицијата и со обвинителски и судски епилог. Сето тоа е сигнал дека надлежните треба одговорно и внимателно да работат на надминување на негативните појави и состојби, особено поради фактот дека општината како и државата е во изборна година, кога политичарите не се воздржуваат од користење на секакви средства според девизата "Целта ги оправдува средствата". Инаку дознаваме дека истовремено се водат разговори помеѓу засегнатите страни, работите и активностите да се одвиваат низ диалог со цел да се изнедат најдобрите решенија.